Главниот град е пред ново изборно соочување. Скопјани повеќе од кога било претходно ќе ја бараат својата иднина. Загадувањето на воздухот, сообраќајот, автобускиот и јавен превоз, канализацијата, зеленилото, состојбата во училиштата и градинките, урбанизацијата, се темите што ќе ги решава следниот градоначалник на метрополата. Во трката за функцијата веќе се истакнуваат проекти, визии и ветувања. Кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски најавува големи инфраструктурни зафати. Довршување на клучките кај Момин поток и хиподром, изградба на нов мост кај Вардариште и трета лента на булевар Александар Македонски. Паралелно ветува нови паркови, културни сцени на Кале и аквадуктот, но и чисто и зелено Скопје. Сум спремен по завршување на овие избори повторно да го воскреснам Скопје, односно да конечно Скопје стане град за достоинствен живот за сите наши сограѓани. Со собствена визија настапува и кандидатката на СРС Макаја Шукова. Во фокус е стабилизирањето на јавниот превоз, современо уреден зоолошки парк, 100 нови мурали за поубав град, но и чиста животна средина. Особен акцент таа става на решавањето на депонијата Вардариште. Итно оградување и 24-часовен надзор на Вардариште со расчистување и пред се забрана за пристап. Потоа следи изградба на затворена еколошка претоварна станица со систем за селекција, контрола и транспарентност. Меѓу кандидатите за Скопје се и они од политичките партии на левица Амар Мециновик, Навреди Башкин Бакију и Скендер Реџепи од ДУИ, пред кој ќе стои предизвикот да докажа дека главниот град не е само уште една политичка арена. Со своја понуда пред Скопјани ќе излезат и независните кандидати. Ване Цеков, Драган Николовски, Сашо Маневски, Горан Марковски, Сашо Панговски и Димир Исмеил ги доставија иницијативите за кандидати за градоначалник на Скопје. Деканот на градежниот факултет Горан Марковски од движењето Независни заедно алармира за состојбата во главниот град и повикува на промени. Тој најавува борба против загадувањето, функционален јавен превоз и зелен обрач околу градот. Скопје плаче. Скопје се гуши. Тоне во смет. Скопје се суши. На нашето Скопје му треба помош. Од Слободни и независни пак настапува Владимир Куновски со план Визија Скопје 2050, враќање на Заводот за урбанизам, нова територијална поделба и решавање на еколошките жаришта Охис, Рашче и Југохром. Скопје е на крстопат, ќе продолжи ли по патот на делумни решенија, застои и депонии како до сега со актуелната градоначалничка Арсовска, или ќе тргне кон модерна, функционална и зелена метропола. Главниот град и граѓаните ќе имаат можност да ја поправат грешката од пред 4 години и да избираат меѓу понудите и визиите на кандидатите за нови клучки и мостови, културни фестивали, зелени паркови, системски решен јавен превоз и чист воздух. Едно е сигурно, скопјани очекуваат град кој ќе ги обедини, ќе ги зачува и ќе им понуди достоинствен и квалитетен живот.